Со самиот старт на новиот оглас за користење на финансиски средства од ИПАР програмата зачестени се информативните средби меѓу земјоделците и советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со користење на сите расположливи мерки. Како и обично, најмногу интерес земјоделците пројавуваат за земјоделска механизација, трактори, опрема и обновување на стари лозови овошни насади, ѓубрење и берба, велат од Агенцијата. Кој до сега, значи како и претходните повици, најголем интерес има за мерката 101, значи оно што се однесува за примарното земјоделско производство. Меѓутоа, до сега од нашите искуства се пројавува и интереси за другите мерки 103 и 302. Меѓутоа, сепак интересот е најголем за земјоделската механизација, значи сепак останува мерката 101 како најатрактивна за нашите земјоделски производители. Досегашните искуства кажуваат дека земјоделците најголеми потешкоти имаат со собирањето на потребната документација, но освен тоа, нивната слаба економска моќ и неможноста за користење на кредити им ја отежнува работата, оттаму и предпазливоста кај земјоделските производители. Повеќе фактори има тука, значи пред се е стандардот, односно платежната моќ на земјоделските производители, достапноста до кредитни линии со поволни каматни стапки кои што ќе можат лесно да ги подигнат земјоделските производители. Тие се лоцирани главно, тие се најчестите потешкоти со кои што се соочуваат земјоделските производители. Меѓутоа има и други проблеми, нерешени имотно-правни односи, проблеми со добивање на одредена документација, затоа што не постои таква можност, на пример градежни дозволи, каснење за доцнување и така натаму. Меѓутоа тековно се решаваат сите тие проблеми со поддршка, пак ќе речам, на владата на Република Македонија, се решаваат тие проблеми. Значи, ние кога контактираме со сите земјоделски производители кои што сакаат да аплицираат, кои што се интересираат за оваа програма, ги забележуваме нивните забелешки, ги доставуваме до Министерството и до Агенцијата за финансиска поддршка, се со цел да може да се влие и сите овие критериуми да се олеснат, за да може да се зголеми достапноста до искористување на средства од оваа програма. При средбите со земјоделците од Агенцијата ги забележуваат сите потешкоти на кои наидуваат и потоа ги доставуваат до Министерството за земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Се очекува во новата ИПАР програма од 2015 година критериумите за апликации да бидат олеснети. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството велат дека ги имаат интензивирано средбите со земјоделците со цел да им ги објаснат подобро условите и критериумите за аплицирање. Во таа насока беше и советувањето што го организира за жените носители на земјоделско производство од општина Могила. Во овој период организираме и работилници, односно презентации за земјоделски производители или за сите заинтересирани. Така дето вчера, например, со организација на жените земјоделци од општина Могила организиравме средба на која што присуствува повеќе од 20 жени земјоделци кои што сакаат, кои што имаат желба пред се да научат што се нуди ИПАР програмата, потоа и да ги согледат можностите и да аплицираат за искористување на средства од оваа програма. Од Агенцијата напоменуваат дека вообичаено земјоделците го чекаат последниот ден за доставување на апликации. Од друга страна, дознаваме дека се уште не се познати резултатите од првата објава за ИПАР за оваа година. За проверката на апликациите било потребно поголем период, што кај некои земјоделци предизвикува недоумица дали да конкурираат и во овој оглас, затоа што ако еднаш се добија средства од оваа програма, не може повторно да се аплицира. Со најновата објава, земјоделските стопанства наместо до 400.000 ќе може да добијат поддршка и до 1,5 милион евра. На 10 декември истекува рокот за поднесување на апликации.